Добро утро. Добро утро повтор пат. Да, токму така, врсничко насилство е нашата денешна тема, а на таа тема разговараме со професорката и психолог во гимназијата Урце Николов во Скопје, господја Ана Попризова. Професорке, се наоѓаме на почетокот на новата учебна година, со тоа и со предизвикот за врсничко насилство. Што тоа представува и во какви форми може да го има? Добро утро на вас и на гледачите. Најпрвен би сакала да им посакам среќен почеток на сите ученици, наставници и родители на новата учебна година и да посакам успех во школувањето на сите ученици. Булингот е во основа насилство кое што се случува меѓу врсниците, каде што постои свесна намера да се повреди некоја личност или група на ученици, значи се случува во училишен контекст и е појава која што за која што е многу важно да зборуваме, да освестуваме и да работиме на надминување на оваа појава. Може да се јави во различни форми, значи почнувајќи од физичко насилство, потоа вербално насилство, при што се користи и говорна омраза, и омаловажување, и користење на погрдни имиња и слично. Може да биде социјално насилство, значи особено е присутна појавата на социјална изолација, кога група ученици или паралелката не го вклучува некој ученик и тоа исто така представува еден облик на меѓуврсничко насилство. Може да биде сексуално насилство, кога се работи за сексуално вознемирување, најчесто во училиштата, родово засновано насилство и слично. Какви психолошки ефекти може да има оваквото насилство врз децата? Овој вид на насилство врз жртвата може да има сериозни последици. Значи, најпрви, ако зборуваме на емоционално ниво, значи чувство на потиштеност, тага, неприфатеност, кое што предизвикува и плачливост и разразливост кај учениците. Понатаму, ефектите може да бидат на физичко ниво, па кај некои ученици се јавуваат главоболки, болки во стомак, повраќање, несакање да се доаѓа во училиште и слично. И секако оној психолошки ефект, значи сликата за себе на детето кое што е жртва на меѓуврсничко насилство е негативна, нема самодоверба, се повлекува во себе и ова резултира и со проблеми во постигнувањата во училиште. Значи нема концентрација, не може да совлада материјал, падна успехот, изостанување од настава, не вклучување во различни активности, не сака да оди на екскурзија или не сака да доаѓа во училиште. И секако ова остава трага понатаму на секоја личност, затоа што и понатаму во животот таа млада личност и кога ќе стане возрастна си го носи овој терет со себе. Исто така, булингот остава ефект и на оние кои што се сведоци во паралелките, во групите, затоа што и тие се чувствуваат непријатно, исплашено, се повлекуваат во себе пред оние кои што се сторители на насилство. И да не заборавиме и на самите сторители на насилство, значи, ако трагаме по причините, доаѓаме до тоа дека и тоа се ученици на кои што им треба помош, поддршка и да се работи со нив на подобро справување со таа агресија која што ја манифестираат, на изнаоѓање на нови начини на комуникација и слично. Професорке, како родителите да препознаат дека нивното дете е жртва на вакво насилство? Па да, родителите секако она што е клучно е да ја одржуваат комуникацијата со своите деца. Затоа што некои деца, посебно помалите, не ни препознаваат дека се жртви на булинг. Значи, тие мислат дека така се живее, дека така треба да се справуваат
и многу често се повлекуваат во себе и не го тоа комуницираат ни со родители, ни во училиштето. И затоа секој родител треба да го следи своето дете. Доколку гледа дека детето се повлекува во себе, е плашливо, не сака да оди во училиште, не комуницира со врсниците, има овие физички манифестации, значи болка во стомак, повраќање, главоболка, се тоа некои сигнали кои што треба да го насочат родителот да зборува со детето, да зборува со наставниците, со класните раководители, за да се види што се случува. Вие сте повеќе од 20 години психолог и професор овде во гимназијата Орце Николов во Скопје. Како училишната средина им помага на жртвите кои се подложни на вакво врсничко насилство? Добро, ние имаме различни, не само во нашето училиште, можам да кажам дека веќе во повеќето училишта во државава имаме протоколи по кои што постапуваме во случај кога ќе се случи, значи кога интервенираме, меѓутоа главен акцент ставаме повеќе на превенцијата. Значи да зборуваме што значи булинг, работиме работилници со учениците, дискутираме на часовите да се препознава појавата и ги охрабруваме оние кои што се сведоци и жртви на самото меѓуврсничко насилство да го пријавуваат за да можеме да делуваме. Затоа што во случај кога булингот, например, се случува во интернет просторот, нели, сајбербулингот, истите форми што ги наброив, само се пресликани, пренесени на интернет, многу малку ние како возрастни го препознаваме, многу малку дознаваме дека се случува. И токму заради тоа е клучно да зборуваме со учениците, да го препознаваат и да знаат на кого да се обратат, како да се постапи. Имаме кодекси на однесување во кои што се како информации наведени овие работи за да можат учениците да се обратат на нас и потоа правиме нели не може само психологот да го разреши булингот, меѓутоа мора системски пристап, значи мора да бидат вклучени и наставници, и соученици, родителите секако. Само така може да имаме успех во справување со ваквите случаи. За крај на нашиот разговор, која е вашата порака до секој што е жртва на врсничко насилство? Па јас би препорачала дека на жртвите конкретно да не се чувствуваат во моментот сами. Значи, многу е битно да секоја личност најде некој значаен, дали е соученик, дали е класен раководител, родител, наставник, на кого ќе му се обрати. Многу често се случува да тие се чувствуваат сами и немотни, да страдаат во себе, да се повлекуваат во себе и на тој начин не може да се помогне. Значи, можеме да помогнеме само ако жртвите зборуваат за ова и се обратат, затоа што така прават притисок, така се отвара темата и тогаш има шанси и да се надмени. Професор, ке ви благодарам за одвоеното време и гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам. Да, студио разговаравме со професорката Ана Попризова на тема меѓуврсничко насилство и влијанието на здравието врз децата.